Благодарам, господине подпредседател на комисијата. Почитувана заменичке министерке, еве ако можете и вие упатете апел до почитуваната министерка да конечно ја удостои комисијата и да поразговараме за конкретно амандманите кои што ги имаме поднесено и ние и позицијата за да дебатираме врз база на факти, на аргументи, да ги видиме или слушне македонската јавност и гледиштата и ставовите на министерката. Но како и да е, после 7 дена отсуство, можеби и тактиката да не се присуствува на амандманската расправа, граѓаните ја согледа и кој да е понатака ангажман на министерката во самата комисија, можеби да е и сувишен во работата. Инаку со вас имаме, почитувана заменичка, коректен однос и освен тоа што огромен дел од амандманите не беа прифатени од ваша страна, освен неколку на колегата Реджел Исмили, мислам дека оваа нова седмица, овие 3 дена ќе имате малце по друг пристап кога се работи за прифаќање на амандмани од страна на опозицијата. Но да се вратам на амандманот што го поднесовме со колегата Поповски. Се работи за амандман за издвојување на 150 милиони денари средства за изградба на булевар од Момин поток до обиколницата Скопска кај Визбегово, кој ќе послужи за потребите на вработените во таа индустријска зона, а особено за трговијата што се одвива помеѓу Република Македонија, поточно градот Скопје и останатиот дел од државата, односно делот кој што ги поврзува обиколницата кон автопатот кон Западна Македонија, Тетово и нормално кон останатиот дел од Република Македонија, а посебно за потребите на трговијата што се остварува со Република Косово. Ова е едно барање на стопанствениците кои што имаат своји стопански субјекти во овој дел на градот Скопје, а не се малце, тие се така во поголем број, и ова едно повеќе годишно барање на овие граѓани. ВМРО ДПМН го имаше согледано овој проблем и правеше напори да во догледно време биде решен, но еве се случи тоа што се случи сега. Вие ја практицирате власта, но вие пак како дел од некогашната власт, мислам дека во голема мера ќе имате разбирање кон проблемот и ќе овозможите да во буџетот се обезбедат доволно средства да се отпочне со реализација на овој проект. Јас знам дека веднаш не може да се направи тоа булеварско решение, но ако вие се согласувате, ние можеме да го видоизмениме овој амандман, да проектираме средства за проект, идејно решение и така натаму, но како и да е, да почнеме од точка 0 за да дојдеме до конечно решение на овој проблем, односно да се направи конечно тој булевар кој што е од исклучително значење за вработените во таа индустријска зона, за стопанствениците во таа индустријска зона, за луѓето кои што живеат околу таа индустријска зона и најповеќе за граѓаните кои што гравитираат во тој дел од градот Скопје. Јас верувам дека ќе најдам на разбирање од ваша страна. Ги замолувам и колегите пратеници од позицијата да навистина го подразгледаат амандманот, да подразмислат и да донесат свој суд во однос на прифаќањето на амандманот, иако претходно верувам дека и вие со вашето излагање ќе дадете допринос во насока на решавање на овој проблем. Пак ќе кажам, имаме две опции. Јас користам друг начин на работа, подобро сега да го пообјаснам амандманот, да го пообразложиме за да може да го слушнеме соодветно одговорот од почитуваната заменичка, бидејќи после одбивањето на заменичката, јас верувам според искуствено од претходните денови дека нема да најдам на разбирање кај позицијата. Затоа уште еднаш заменичке министерке ве замолувам најсериозно да го разгледате амандманот и да се обидете да најдете средства да започнеме со реализација на овој проект. Исто така, изградбата на овој булевар ќе има сериозен забрзан транспорт за транспортерите, ќе има поголема една сообраќајна сигурност за сите чинители во сообраќајот во тој дел на градот Скопје. Брзиот проток на возила исто така ќе се реши со ова булеварско решение,
а со брз проток на возила ќе влијаеме и текако на намалување на загадувањето на градот Скопје. Уште еднаш ве замолувам за една сериозност и одговорност при прифаќањето или, не сакам да верувам, одбивањето на ова новој амандман. Ви благодарам.